Добро вечер во отвореното студио за дебата која помалку или повеќе навлегува и во актуелниот миг. Особено какви се потенцијалите во Македонија, врзани меѓу другото и со реакциите кои често пати ги забележуваме при отварањето на некои навестување на некои други странски инвестиции и рудници. Речи си, нема некој кој не слушнал, не прашал, не се допрашувал што крие Алшар, рудникот во падините на Кожув. Многу ми навелат дека е тоа легенда или дека е тоа окно со непроценливо богатство. Ова книга е Алшар, светското природно наследство. Тоа е книга, енциклопедија би рекол, за минералите во подкожовјето. Таа произлегува од речиси идентичниот истражувачки тим кој го предводи академик Јовановски и сега и академик Блажо Боев, како и мојот вечерашен гостин, професор Макрески, професор Петре Макрески. Им благодарам на Боев и на професор Макрески што одвоија време. Без многу да навлегувам во детаљи, зашто за тоа се поголеми експерти моите вечерашни гости, уште само да подсетам, може би толку колку за да знаете дека тоа е една историја која е, речиси, со векови од отоманството го има во дефтерите од 15 век, дека за Мајдан 1877 и концесијата на француско-англиската компанија се проговорува и во новото време. По Втората светска војна не е отворен, а негде прочитав дека во аналите од 65-та година одржана затворена седница на тогашната влада и тоа е прогласена за врвен државна тајна, зашто ќе ги прашам моите соговорници што е решено, како е решено и зошто е тоа тајна. Професор Боев и професор Макрески. Зошто сега Алшар? Заради тоа што дефинитивно е направена мапата на ретките минерали или заради тоа што треба долго истражување за да одговориме на прашањето дали е тоа, меѓу другото, и остварливо за експлоатација? За мене? За кого не, ако не за... Добро вечер најнапред на вашите гледачи на Еден ТВ. Телевизија која веројатно оваа година слави една година и сакал да ви честитам една година на телевизијата. Бев поканет на прославата, меѓутоа поради оправдани причини не можев да дојдам, али сакав да дојдам на таа прослава, бидејќи сметам дека оваа телевизија со својата активност дава значаен принос во телот на медиумите во нашата држава и мислам дека се труди да објективно ги информира граѓаните во тоа што се случува со она што се случува во нашето општество. Зошто денеска или зошто во овој момент се појави оваа книга? Мислам дека прашањето е логично, а одговорот е многу едноставен. После толку години истражувачки активности на овој објект, мислам дека беше ред да се појави едно монографско издание кое ќе направи една синтеза или еден пресек на сето она што се знае досега за овој објект и да го прикаже во една, да кажеме, во едно светло кое реално ќе ги ослика проблемите кои постојат во овој објект и реално ќе го вреднува она што го имаме или она што го немаме во овој објект. За митовите, мислам, не треба да зборуваме. Секој народ има своји митови, за тоа се одликуваат и народите имаат и своји легенди и своји митови, така да не е ништо страшно да имаме и легенди и митови, мислам дека со тоа се одликуваме како нација. Затоа мислам дека, реков, оваа книга во овој момент се појавува баш поради тоа што на крај се наоѓаме и со завршување на огромниот проект за детекција на неутрината со потекло од Сонцето како еден важен, фундаментален проект кој почива на она што се наоѓа во Алшар и мислам дека сме на крај на тие истражувања и се надевам дека во времето кое доаѓа на наредните 2 до 3 години ќе бидат финалните резултати и мислам дека беше правото време да јавноста го види она што се случува со овој објект во реални рамки, реално да го представи што е тоа, реално да го вреднува и затоа и насловот на монографијата Алшар, светско природно наследство. Не сакајќи многу да навлегуваме и да објаснуваме зошто е тоа така, меѓутоа самата книга со својот наслов имплицира важноста и вредноста на овој објект во светски рамки, во делот на минералогијата и во делот на минералните ресурси. Она што значи објект од светско, да кажем, светски ранг, единствен на планетата во такви димензии, во такви облици, за таква количина на такви минерали, затоа им го дадем и му го името
светско културно наследство, светско природно наследство, имачи намера да иднината на тој објект ја тераме во насока во која ја се надевам дека на крајот ќе преговориме за таа иднина. Добро. Само да подсетам уште еднаш, академик Григор Јовановски, Блажо Боев, Трајче Стафилов, Петре Макревски, Владо Матерски и Иван Боев е тимот кој го направи ова енциклопедиско ексклузивно издание за Алшар. Професор Макревски, вас да ве прашам, ова е продолжение на уште по-капиталното дело од вашата екипа минералите во Македонија. 7000 минерали, колку што мислам дека се енциклопедиски одработени. Ви благодарам за поканата на вечерашна емисија. Може да се третира вашето прашање во две насоки. Првенствено може да се одговори со афирмација дека представува своевидно продолжение на истражувањата кои што беа вгнездени во првичната монографија за минералите од Република Македонија, и таму Алшар се третира во еден пиедестален контекст заедно со уште 3 дополнителни локалитети во Република Македонија кои што изобилуваат со многу ретки, интересни за светската наука минерали. Освен Алшар би го спомнил локалитетот Нежилово, кој што заедно со Алшар представуваат двата локалитети во Република Македонија, од кои што досега, значи до денешен датум, се регистрирани 9 ендемични минерали. Минерали кои што се најдени само на ова наша територија од 25.713 км2 и на нито едно друго место во светот. Во времето на издание на оваа книга, во Алшар имаше 7 такви минерали. Меѓутоа, во текот на 6 годишен период, дел од тие минерали се најдени на други локалитети во светот. Сега, во моментов, Алшар располага со 4 ендемични минерали, додека локалитетот Нежилово располага со 5 минерали. Тоа е прашањето афирмативен одговор дека представува своевидно продолжение, а од друга страна сметавме дека монументалната природа на локалитетот Алшар од аспект на многубројност на минерали, не само од аспект на ендемичност, туку на многубројност, го става на посебно место за да биде издадено вакво монографско издание за него, бидејќи до денес најдени се 47. Во книгата има 45, меѓутоа во меѓувреме дојдовме до уште 2 нови минерала од локалитетот Алшар, така што вкупниот број во моментов на детектирани, потврдени минерали кои што се присутни е 47. Оно што го спомнавте, околу 6500-7000 минерали може да се најде на интернет, меѓутоа оно што ги категоризира минералите и нивниот број е така наречената International Mineralogical Association, значи меѓународната асоциација за минерали, која што укажува дека во моментов има околу 5400 потврдени, официјално регистрирани минерали со решена структура во светот. Така што овие околу 50 минерали кои што се најдени дека екзистираат во Алшар, укажува дека во него постои практички 1% од целокупниот број на минерали кои што се најдени во светот. Што ќе се согласите е нешто кое што заслужува посебно. Мала Македонија прави голема на мапата на минерали. Светско природно наследство. Асоциацијата ми е како Охрид светско културно наследство. Дали тоа значи дека Алшар ќе се имобилизира и ќе се чува како простор за истражување, за природно наследство, или сме на граница да почнеме да размислуваме за можна експлоатација? И што тоа би експлоатирале? Прашањето е многу интересно, благодарам за прашањето. Во поглед на експлоатацијата на сировините, не е само прашањето во Алшар, него генералното прашање во нашата држава, мора да биде врзано со она што значи наш пат таму кај сме тргнале да одиме. А сме тргнале да одиме во Европската унија. И тој пат кореспондира со прилагодување на нашето законодавство и сите наши, да кажеме, сектори во нашето живење со тие што постојат во Европската унија. Од тој аспект на она што значи регулатива и легислатива во Европската унија ќе зависи и сето она што треба да го правиме во иднина во делот на минералните сировини, во секој случај и во делот на Алшар.
Во Европа, за ваша информација, денеска постои програмата Critical Raw Material, односно критични минерални сировини, што се наоѓаат на територијата на Европа, без кои Европа ќе стане некомпетитивна економија. Значи, тие такви сировини, задната да кажеме одлука на Европската комисија се 27 сировини кои се наоѓаат на листа на критични сировини во Европската унија. Тоа значи дека Европската унија без тие сировини тешко ќе оде нивната економија да биде компетитивна со економиите, да кажеме, на Кина, со економиите на Америка, со економиите на Русија, бидејќи голем дел од тие сировини не се произведуваат на тлото на Европа, него некои од тие сировини се, да кажеме, генерално произведуваат или во Кина, или во Америка, или во Јужна Америка, или во Африка, или во Русија. А на Европа и требаат како сировини. Голем дел од тие сировини кои се наоѓаат на таа листа на критични сировини за развојот на европската економија, а ние ќе видиме членка на таа Европска унија, се наоѓаат и на територијата на Македонија. И некои од тие се наоѓаат и во самиот локалитет Алшар. Значи, идниот развој на таа легислатива во Европската унија ќе го детерминира и развојот на нашата економија во минералните ресурси. И ја мислам дека тоа е многу правилна насока, бидејќи со тоа ќе бидеме компатибилни со она што значи Европа, компатибилни ќе бидеме она што значи што се работи во Европската унија, да кажеме, во поглед на искористувањето на минералните сировини, сличното нешто ќе се работи и во нашата држава. И мислам дека ќе бидат многу добро хармонизирани прашањата кои се несуваат во делот на екологијата и прашањата на здравјето на граѓаните и она што значи придонес во развојот на, кажеме, на нашето општество, развојот на економијата и подоброто живење на граѓаните. Алшар во делот на природното наследство е вториот правец кој треба да го заземиме. Тоа се повеќе и повеќе денеска се промовираат така наречените геопаркови во развојот на туризмот во државите. Значи, моментално во Македонија се работи еден проект на восстановувањето на првиот документ за аплицирање на првиот геопарк во програмите на УНЕСКО. Тоа е паркот Лесново во општините Кратово и Злетово, бидејќи оценивме дека во овој момент можеби за тоа што на тој регион немаме такви концентрации на она што го имаме во Алшар, оценивме дека можеби треба во наредниот период како втор чекор да биде овој локалитет, бидејќи има исклучителни природни елементи кои може да бидат база на целокупниот геопарк на Кожув планина. Кожув планина е едно од најдобрите зачуваните еколошки резервати во нашата држава. Овој локалитет заедно со она што се случува денеска во отварањето на границите со Република Грција и отварањето на преминот Пулевац, да кажеме, кој се наоѓа само на 2 километри од Алшар, го става овој локалитет во исклучителна поволна позиција во поглед на развојот на геотуризмот во иднината кој ни доваѓа. Затоа реков дека тоа се два компатибилни правца кои во иднината ќе може да се развиваат. Значи, нашата валоризација на ресурсите ќе зависи од тоа што значи европска регулатива, во делот на политиката на Европската унија, во делот на критични минерални сировини, и другото ќе биде она што значи геонаследство, односно светско природно наследство, во поглед на афирмацијата на културата, на туризмот или она што значи, да кажеме, квалитетно живење на овие простори. Ајде сега да разјасниме заедно, односно вие да разјасните уште малку. Има впечаток дека Алшар на оден начин ќе го имобилизираме или ќе го сочуваме во рамките на така наречениот еколошки резерват, да речем, или природен резерват. Меѓутоа, прашањето е, ако 1% од минералите се наоѓаат во Алшар, нели? А при тоа за Алшар синоним е лорандит, кој го носи името по физичарот од Будимпешта од 1894 година. Дали тоа е минерал кој може да се експлоатира, колкава е таа и употреблива вредност, бидејќи тој се преклопува со многу значајни други минерали кои имаат употребливост, што е на оден начин во некоја геофизика, геостратегија и така натаму. Макрески? Значи, лорандитот, како што спомнавте, е еден од 17 талиумови минерали кои што се најдени во локалитетот Алшар. И може да се каже дека тој е најчесто среќаваниот талиумов минерал во однос на сите оние кои што досега се пронајдени. Идејата, односно интересот кој што го стави Алшар во фокусот на светската наука потекнува од 1976 година, кога американскиот физичар Мелвин Фридман објавува една многу интересна статија во врвното списание Science, во која што постулира дека всушност лорандитот може да се користи како детектор на неутриното кој што доаѓа од Сонцето.
како геохемиски детектор. Такво нешто дотогаш не било познато во светската наука и тоа откритие е многу интересно и он, заедно со своите соработници, бара на кое место во целокупната територија на земјата го има најмногу овој минерал. И доаѓа до сознание дека него го има во локалитетот Таушар. Во тоа време, од Аргон лабораторијата, каде што тој работи во универзитетот во Чикаго, во Илиноис, е испратено писмо, барање од американската држава за добивање одобрение да бидат извршувани експлоатации во локалитетот Таушар, од кои што би можело да се издвои чист минерал лорандит. Согласно неговата теорија, потребно е неколку килограми од лорандит да биде издвоен, ама имајќи предвид дека тој се наоѓа во исклучително мали количини, тоа би представувало огромна експлоатација од аспект на носење на огромна механизација која што би можела да преработи целокупното тоа рудно богатство од кое што би можеле да бидат извлечени тие 5 до 10 килограми. Сега сите знаеме дека денеска науката почива на исклучително мали количества на проба врз основа на кои што се прават истражувањата, меѓутоа фактот зошто е било потребно толку големо количество на проба лежи во реакцијата која што тој вметнува во неговиот труд. Значи он наоѓа дека всушност лорандитот кога влегува во интеракција со неутриното кое што патува од сонцето, се добива изотоп 205 на олово и при тоа се во таа реакција како нус продукт исто така се добива електрон. Поентата е дека искористувањето на таа реакција во добивање на изотоп на олово е исклучително мала. Значи потребно е 1 грам лорандит за да се добијат околу 138 атоми на олово 205 изотоп. Тоа е многу мало количество и затоа е потребно поголемо количество изразено во килограми за да биде можно да биде детектиран олово во флукс од 10 на минус 15. Сега може би ова малку постручно, меѓутоа станува збор за фундаментални физички откритија. Кај се користи тој минерал, освен ова што викате неутрино од сонце и така натаму, и најважната компонента, нели, секој обичен народ ќе беше, чекај колку можеме ние од тоа да заработиме. Ако е тоа толку редок минерал во услови во кои во Македонија денеска да кажеш дека експлоатираш рудни богатства, за иловица веќе се расправаме до граница на поделеност. Уште ако и за лорандито треба пола кожув да го прекопаме, дали сега тоа станува употреблива вредност или ние ќе го чуваме, односно ќе биде дел од ова природно богатство, природно наследство на Европа? Професор Боев. Видите, идејата на искористувањето на лорандитот од Алшар е идеја која трае веќе 30 на години. И никогаш не се расправало за идејата за комерцијална употреба на нешто што во моментот нема комерцијална употреба. Значи, концентрациите на талиум во овој објект се релативно големи. И затоа е тоа светско природно наследство во поглед на тоа што е најголема концентрација на талиум на едно место во светот. Меѓутоа, ако имаме ние прилика горе-долу го зборам 2000 тона метал талиум тамо, денеска потрошувачите на талиум се во килограмски количини мери во светските рамки. Значи, станува збор за еден метал кој во овој момент нема значајна примена. Значајна примена нема и од тој аспект не треба да му се бара економска валоризација. Нема значајна примена во индустриализацијата или во ексклузивитетот на примената? Нема значајна примена во неговата примена во индустријата. Значи, тие се ограничени подрачја кај се применува. Денес се употребуваат само неколку изотопи на талиум, пример талиум 201 се употребува, кој има 73 сата полуживот на распаѓање за да може да извршите, да кажеме, некои детекции на коронарни заболувања. Меѓутоа, или да кажеме талиумот 203 или талиумот 205. Меѓутоа, реков, таква концентрација на талиум во едно место, природата створила и никогаш не знаете вие во единината која довеѓа, дали тој метал ќе најде некоја примера, позначена примера, бидејќи во овој момент тој нема таква примера. Ако ја терате тезата во поглед на економска валоризација на објектот, ние на тој објект имаме, да кажеме, концентрација на неколку метали,
И тие се просторно различно распоредени. Талиумот не е концентриран горе-долу во северниот дел. Антимонот не е концентриран во централниот дел. Златото не е концентрирано во јужниот дел. Така да, ако гледате искористувањето на металите во поглед на нивната вредност и важност во овој момент, во овој момент веројатно се важни искористувањето на златото и на антимонот. Антимонот припаѓа на групата на критични сировини во Европа. Значи на листа од 27 сировини се наоѓа антимонот. Така да, од тој аспект гледано, таква валоризација може да му најдете на објектот таква валоризација. Меѓутоа, пак ќе се вратам на прашањето. Мора да бидеме комплементарни и компатибилни со легислативата на оно што значи Европа. Затоа реков дека светскиот локалитет, раритет Алшер, од тој поглед е важен како наследство кое го имаме во времето кое доаѓа. Е важен да го имаме таков. Меѓутоа, дали економски во овој момент можеме да најдеме математика на него, се прашање кои треба да се доправо отвараат, бидејќи не само на таа сировина, има и други сировини во нашата држава кои треба да се подвргнат на некаква економска валоризација или економска анализа, во светлото на она што значи европска политика и европски политики, каде се наоѓаат нашите ресурси и какви придонесуваат на нашите ресурси во она што значи наша економија. Тоа е прашање кое допрва треба да се разработува како прашање, бидејќи не е добро ако имаме ние ресурси кои имаат економска можност да дадат подобар бенефит на живењето на граѓаните, не е добро ако тие можат еколошки прифатливо да бидат искористувани и од тоа да се добиват пари, не е добро да стоат тие ресурси, што треба да се искористат. Во тој контекст требаат и овие ресурси кои се наоѓаат на Алшер, доколку има таква, да кажеме, економска валоризација во овој момент кој значи прифатливо решение, слободна европска регулатива, прифатливи еколошки стандарди, заштита на здравјето на граѓаните, сето она што е модерно и трендовско што наоѓа во сите регулативи во сета, да кажеме, Европска унија или во цел свет. Затоа реков дека овој објект треба да се наоѓа во делот на она што значи разумни перспективи на тој регион. И во поглед на природното наследство, во делот на геопарковите, и во поглед на сировините кои постојат таму. Меѓутоа, пак ќе кажам, во контекст на она што значи генерална политика на државата во сировините. Добро. Не можете да го извадите само него и да го третирате посебно. Кој ќе ја направи таа генерална политика? Затоа што веројатно отсуството на таква стратегија, тоа е голем збор, нели, или генералната политика, ние се доведовме во ситуација честопати, на моменти, ќе бидам груб, да речем условно екологистите, земјоделците, симпатизерите да ни водат политика која навлегува во поливалентни истражувачки проекти, рудни богатства, експлоатација, ја ќе бидам екологија. Многу концесен и краток. Да. На еколошката свест на граѓаните. И ништо не е страшно за една професија тоа. Страшното е тоа што не успеваме да најдеме хармонизација меѓу идеите. Дека ни се потребни технологии кои се безопасни, ни се потребни технологии кои се безотпадни, ни се потребни технологии кои не прават штета во животната среда и не прават штета на здравјето на граѓаните. Тоа е неспорен аргумент, никој не се противи на тој аргумент. Меѓутоа, во секој случај треба да сватиме една работа, дека развојот на општеството од една страна, од друга страна подобриот стандард на граѓаните. Она што значи да кажеме, сите се залагаме за намалување на влијанието врз глобалните климатски процеси. Тоа е широко експлоатирана тема во делот на тоа што значат глобалните климатски процеси. Значи сите се залагаме за технологии кои немаат производство на CO2, сите се залагаме за такви кои се компатибилни со нашето размислување во поглед на она што треба да го правиме. Меѓутоа, ако го заеме само тоа прашање и отидеме во прашањето на чистата енергија, вие не можете да разговарате за чиста енергија кога немате сировини. Значи, одма доваѓате во контрадикција во она што го барате. Значи, вие мора да имате сировини, ако сакате да произведувате чиста енергија. Вие не можете да работите висока технологија која ќе прави висок профит од една страна, ќе прави енергија која е ефтина, ќе прави квалитетна енергија, која не загадува животната средина, која не прави влијание врз екосистемите, односно значи глобални климатски промени, вас ви требат сировини. За тоа ви требат голема количина, да кажеме, на бакар, голема количина на злато, ви требат голема количина на ретки елементи, ви требат голема количина на елементи од групата на ретките земји. Сето тоа го барат модерни технологии. Вие не можете да правите ветерници без материјали. Вие не можете да правите електрични автомобили, да ги замените постојните дизел автомобили ако немате материјали. Затоа реков дека ништо не е тоа некомпатибилно. Компатибилни се идеите за квалитетна животна средина и компатибилни се идеите за користување на минералните сировини. Само треба да најдеме добри дискутанти, добри панелисти кои знаат
двете работи ги стават во правилен колосек. Клучен избор да се хармонизираат Да се хармонизираме. два спротиставени пола на прв поглед. Не треба да бидеме од тоа да сватиме дека сировините прават проблем во она што значи производство на храна. Не е така. Јас се радувам и добро е и за вас. Не е така. Да се јави оваа еколошка свест. Јас само еден момент ќе испоменам. Јас доаѓам од најголемото виногорје во државата. Од Кавалевци. Да. Тамо се наоѓа еден од најголемите комбинати во државата. Знаете и самите. Не еден, два. Никел, Фени и ГМ. И огромни капацитети кои значено принесуваат на BDP-то на државата. Оној момент кога тие не би работеле, ние веројатно би паднале за 1% поен. Во исто момент. Меѓутоа, знаете дека таму се произведува најголемата количина на вино во државата. Ни еден литар вино до сега не е вратен од никаде во нашата држава. Значи проблемот на хармонизацијата, на мислењето во поглед на здрава животна средина, не влијание, да кажем, врз здравјето на граѓаните, не се некомпатибилни со искористување на сировините. Не го правиме само ние, тоа во светот го прават цел свет тоа. Професор Бојак, ќе се вратиме на оваа тема, зашто таа, предполагам, веднаш асоциацијата е со иловица, злато и така натаму, но, професор Макревски, помалку ми навестите со тоа дека американската екипа дошла во истражување на Алчар и околу тоа се создаде некаков ореол на неизвестност. Што нашле американците, што однели и така натаму. Меѓутоа, она што го читам, а сите некако го знаевме, 2009 година Зоран Здравковски од вашиот институт објави напис во македонскиот неделник Глобус и вели дека тајната на Алчар се крие во Белград. Тоа го врзувам и со она моја прочитување дека 65-та година во Скопје одржана тајна седница на владата со видни членови политичари од Белград, од која немаме информација што е, а врзана е за Алчар. Сега, зошто во Белград и дали сето тоа е достапно, меѓу другото, и во истражувањето, и во одлуката Алчар да се прогласи, да речем, за природно богатство? Па, добро, ако се вратиме во историското течение на случувањата околу овој проект, кој што е поврзан со лорандитот, размислата била, како што спомнав, да бидат издвоени околу 5 килограми лорандит за тој експеримент. Зошто се крие тајната во Белград? Веројатно заради тоа што во тоа време лидер на проектот бил професорот Павичевиќ, кој што го водел проектот, кој што бил финансиран од страна на германската влада во 80-тите години, кој што се нарекува Лорекс експеримент. Тоа се првите неколку буки од лорандит и од експеримент во насока на издвојување на определено количество на лорандит. Колку што мене ми е познато и колку што имам читано и тој текст од професорот и во некои други историски анали, било издвоено околу 1 килограм лорандит, односно не е стигнато до на потребно количество на проба за да биде обвистинет целиот експеримент и потоа тој некако мистериозно дел од него исчезнува. А колку на пример е вредноста на тој килограм лорандит? Па не можам да ви кажам колку е вредноста, мислам никој не може да ви каже колку е вредноста бидејќи кој што спомна професорот, лорандитот, односно талиумот не е суровина, не е примерот кој што може да се продава на некоја берза, односно нема некоја употребна вредност. Така што сакате да речете дека овие наши ретки минерали не се присутни на овие меѓународни берзи на минерали? Видете. Да. Ако зборувате за самите минерали како минерали, тие може да се најдат на различни шоуа, експонати, збирки низ светот и тие може да се купуваат и на интернет како мали кристалчиња. Нивната вредност е некаде околу десетици евра до околу 100 евра за исклучително прекрасни монокристали од лорандит. Така што ако одите по таа аналогија да ги собирате еден по еден, вредноста ќе биде многу висока. Меѓутоа, тоа никој не го прави, затоа што секој се задоволува со мал број на примероци кои што ќе ги постави во својата збирка индивидуална, во некој музеј во светот и така натаму. Има голем дел на минерали кои што ние како истражувачи, како држава, за кои што има сознание дека се ископани, најдени во Република Македонија, ги немаме.
Еден од начините преку кои што доаѓаме до нивно собирање е или преку контакти со истражувачи со кои што имаме соработка да ги вратиме назад, или што се случува во последно време да ги најдеме на некои саеми или од некои луѓе кои што ги продаваат па да ги вратиме. Така, ако направиме аналогија помеѓу 2012 година кога беше излезена монографијата за минералите до оваа книга, околу 20 нови минерали сме успеале да ги систематизираме, колекционираме и поставиме на очиглед на целокупната македонска јавност, така што целокупниот број на различни минерали со кои што во моментов располагаме како истражувачки тим премина 100, некаде околу 110, а сознанијата се дека би требало да има околу 130, така што мислам дека сме на добар пат доколку продолжиме со таков вредносен интензитет да дојдеме до некаква конвергентна бројка. Да закружиме на една тема. Добро. Јас гледам дека што ве е идејата, ја да ја закружам темата. Во делот на науката, Македонија е многу мала научна сила. Меѓутоа со Алшар, со она што се работи на Алшар во проектот на соларните неутрина, проект кој се наоѓа при крај. Ова наша мала Македонија може да даде значаен принос во светската наука. Значи, на мапата на светската наука ќе влеземе како значајна земја која дала принос во развојот во теориите на еволуцијата на Вселената, она што значи старост на универзумот. Значи, прашањата кои се фундаментални во науката, најфундаменталните прашања кои денеска светската наука се ги поставила пред себе. Тоа се како е настанал универзумот, колку е стар универзумот, дали ќе отидеме на другите планети, кога ќе отидеме на другите планети. Тоа е клучот на овој проект. Значи, Алшар има потенцијал, бидејќи сме при крајот, со одредна количина да експериментално ги покажеме и дадеме бројки со кои може да се прерачуна и да се пресмета староста на универзумот. Значи, значајни прашања во делот на фундаменталната светска наука во придонесот на развојот на еволуцијата на Вселената. Значи, значајно прашање, тоа е исклучително прашање. Ние живееме на оваа планета. Значи, ние живееме на оваа планета. Меѓутоа, не верувате валјда дека имаме намера да останеме само на неа. Значи, имаме намери да отидеме негде на другите места, не? Па ако го следиме истражувањето на Илон, веројатно скоро ќе стапнеме во Вселената. Сега не знам кај ќе стигнеме, дал до Марсо, ама тоа е... Значи, да ви го заокружам, целокупниот проблем во сировините. Она што се дискутираше во поглед на она што се наоѓа и во Алшар. Во Алшар се наоѓа една критична сировина од Европската листа на критични сировини, тоа е антимонот. Значи, се наоѓаат уште 26 други критични сировини што се наоѓаат во листата, кои Македонија ги располага. Идејата за чиста енергија е многу важен момент во развојот на човечка цивилизација. Значи, пристапот до ефтина енергија, чиста енергија, ќе овозможи квалитетно живење на сите на оваа планета. Значи, на сите оваа планета ќе го зачуваме овој дом за генерациите кои доаѓаат после нас. Како може да го направиме тоа? Значи, денеска се технологиите одат во насока на искористување, да кажеме, на енергијата на сонцето. Меѓутоа, вие ако работите фотоволтаици, не може да ги работите фотоволтаици ако немате сировини. Како ќе ги работите фотоволтаиците? Основните сировини за фотоволтаиците или се силициум, или се галиум, или се германиум, или се телур, или се селен, ќе мора да ги произведете. Ако не ги произведете во Европа, ќе мора да ги увезете или од Кина, или од Јужна Америка, или од Африка, или од Америка. Ќе станете некомпетитивна економија. Значи, прашањето на сировините не е дисхармонично со прашањето на животната средина. Тоа сакам да ви го доловам како прашање. Значи, нема ништо тука дисхармонично. Сето тоа се наоѓа во хармонија. Природата ништо не створила што не е потребно за нас. Значи, створила се што се наоѓа во природата, се е потребно за нас. А ние како популација треба да го искористиме за подоброто живење на нас самите и на генерациите кои доаѓаат после нас. Тоа е суштината на живењето на оваа планета. Значи, се што се наоѓа од ресурсите ни е потребно. Ние зашто би оделе во Вселената ако не поради ресурси? Имате представа зашто би се користиле планетите кои се, да кажеме, од аспект на она што значи Меркур, она што значи Венера? Знаете кои се идеите на новите проекти кои се денеска истражуваат? Па тие ќе бидат основни сировини за вселенско рударство кои ќе послужат за градењето на огромните, да кажеме, така наречената Дајсоновата сфера која ќе ги искористи 80% од енергијата на сонцето и ќе не обезбеди квалитетна енергија со која ќе можеме да живееме и да патуваме. Затоа зборувам дека прашањето на она што се наоѓа во Алшар и не само во Алшар, во сета наша територија, на нашата мала држава, која е исклучително богата со сировини, во своите димензии што ги има, е прашање кое бара
генерална државна стратегија во поглед на компатибилноста и хармонизирањето на она што значи животна средина и она што значи ресурси. Професор, ни ги разбивате основните до вчерашни основни спознанија дека богатството е во водите и богатството е во природата. Водите се исто природна сировина. И на одреден начин основната промисла е дека сировината се екзистенционалниот израз на цивилизацијата. Тука ви одам признание. Меѓутоа, прашањето што мене ми представува на одреден начин задоволство, тоа е поврзувањето на овие два споиви процеси, тоа е екологија и суровини. Тоа се комплетно комплементарни процеси. Да. И треба да најдеме начин да тие процеси ги хармонизираме. Јас само ќе ви споменам, водите се природна сировина која е исклучително важна во делот на ресурси. Добро, поштовани гледачи, мои гости и ваши гости се вечерава ректорот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, Блажо Боев, и универзитетскиот професор од Институтот за хемија Петре Макревски. Инаку повод за ова е, меѓу другото, и ова капитално дело на група истражувачи од Институтот за хемија и од повеќе универзитети, Алшар, светско природно наследство. Малку реклами, потоа ќе се вратиме на разговор за оно што сите нас повеќе или помалку не интригира, а тоа е дали можеме и на каков начин Македонија може да си ги заштити природните богатства, да ги експлоатира на начин во кој би ја сочувала и својата еколошка веродостојност. И се разбира, ако сте заинтересирани, можам и да ви дозволам во рамките на наредните 20, не да ви дозволам, да ви допуштам и да се заинтересирате и за директни контакти. Реклами и потоа со професорите Блажо Боев и Петре Макревски на тема Алшар и македонските суровински потенцијали. Зарем не требаше технологијата да не ослободи од стресот? Секако дека да. Сега можете да бидете спокојни. Дечки, стигнавте? Ручекот е во кујна. Јадење па домашно. Направете го вашиот дом паметен со Smart Home. Користете технологијата за добро. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување. Сите ваши сметки и плаќања на едно место и со еден допир. Бесплатно мобилно банкарство. Евростандард банка. Секогаш на дланка. Неделната понуда во Тинекс, збогатена со понуда плюс за супер викенд. Компири 69 денари, зелка 48 денари, свински ребра 229 денари, свинска плешка 250 денари. Тинекс, секој ден со вас. Ректорот на Штипскиот универзитет Блажо Боев, инаку еден од познатите истражувачи на потенцијалите на суровинските истражувања во Македонија, и универзитетскиот професор Петре Макревски од Институтот за хемија. Професори,
завршивме, ама ќе почнеме повторно. Тоа што Боев, академик Боев добро го зборува, како да се спои експлоатацијата со предпоставките дека сите заедно работиме за нашата иднина. Иднина која е локална, иднина која е цивилизацијска, светска и така натаму. Кога ќе му кажете на народот тоа, сика таа батарите, тоа дај да видиме и ловица ќе не загади, нема да не загади, и со таа диоптрија ние не можеме да разговараме како што Боев вели за вредностите, стандарди на Европската Унија и на светските истражувачки процеси. Видете, стандардите на Европската Унија налагаат порестриктивни мерки за експлоатација на минералното богатство. Во Република Македонија има компании кои што ги хармонизираат своите експлоатирачки процеси во таква насока. Не би сакал да зборувам за многу случаи, меѓутоа можам слободно да кажам за рудникот Бучим. Значи таму знаете дека имаше огромен ископ кој што остави од страните огромно количество на рудна јаловина, која што во тоа време, кога биле на пониско ниво технолошките дострели, не била интересна за да биде и понатаму експлоатирана. Меѓутоа, после известно време, после неколку декади, били изнајдени процеси дека и тоа мало количество од околу 2-3% на бакар кој што го има кој што се наоѓа во таа рудна јаловина, денеска со посебни технолошки процеси, со посебни изградбени делови во рамките на тој локалитет, може да се искористува. И на тој начин се добива исклучително чист бакар, иако неговата содржина во таа рудна јаловина е многу мала. Од друга страна, во близината на Дебар, каде што јас потекнам, се наоѓа, сите знаеме, локалитетот по Соврасти, од каде што се експлоатира гипсот. Порано, во самиот почеток на експлоатација на таа суровина, бил експлоатиран кристален гипс. Меѓутоа, од кога е прекинато со водење на тој локалитет од страна на државата, од кога е приватизирана таа компанија, собствениците увиделе дека е жалосно кристален гипс со чистота 100% калциум сулфат дихидрат да се користи како минерални суровини. И веднаш биле направени елаборати на кои места во близината на таа така наречена кристална пештера може да се експлоатира гипс во форма на алабастер, кој што не е убав, вака визуелно гледано, меѓутоа ја извршува истата таа функција како и кристалниот гипс. И на тој начин имаме замена, така што сметам дека веќе свеста и кај собствениците на тие, на најголемиот дел на капацитетите, на повисоко ниво, сакале некеле морале да се прилагодуваат на тие европски трендови за зелена енергија и така натаму, така што во тој поглед ситуацијата можам да кажам дека е задоволителна. Вај се прашав особено професор Боев, кој е, да речем, условно на некаква прва борбена линија. Може разумно да се разговара со зовриени страсти околу, например, Иловица. Може да им се дадат веродостојни информации, при тоа никој да не манипулира со политички побуди, сега ќе го затвориме, ќе го слушаме гласот на народот така натаму, а при тоа никој да не биде жртвува, ни околината, ниту профитабилност. Гласот на народот, се сложите со мене, вие сте долго време во медиумите, е гласот на Господ, нели? Нема тука бегање од таа работа. Гласот на народот е најважната алатка што треба да се слуша. И секој од нас треба да го слуша гласот на народ. Не викам дека не. И тука немам дилеми во поглед на тоа кој глас треба да се слуша. Пак уште ще споменам дека постојат во нашиот јазик многу убави народни зборови, кои многу поедноставно го објаснуваат она што треба да го работиме. Ако сме кадарни нешто да правиме, треба да го правиме. Ако не сме кадарни да го правиме, не треба да го правиме. Значи, ако сме кадарни да го правиме тоа по европски регулативи, по најстрогите европски регулативи, значи кои водат сметка за животната средина, водат сметка за здравјето на граѓаните. Ако тоа знаеме да го направиме, по начин на кој го прават европјаните тоа, треба да го правиме. Ако не сме кадарни да го направиме тоа како професија, како луѓе од професијата, ако немаме доволно знаење, треба да признаеме не може да го правиме и не треба да го правиме. Јас слободно ќе ви кажам. На Универзитетот Гоце Делчев Штип се наоѓа единствената установа во државата која се занимава со ресурсите.
Тоа е поранешниот Рударско-геолошки факултет, денеска факултетот за природни и технички науки, во кој се наоѓаат двата института, Институтот за геологија и Институтот за рударство. Значи една поширока образовна структура која артикулира во себе исклучителни професионалци во поглед на она што треба да го работат. Ја слободно ќе ви кажам дека во нашата држава, значи на тој универзитет, на таа високообразовна установа, постои знаење кое е идентично со знаењето во било која европска установа од тој карактер и од кој тип. Значи тоа е установа која државата, нашата држава може да се гордее со неја во поглед на знаењата кои се акумулирани во неја и кои ги има на знаење. Тоа е установа која постои повеќе од 40 години. И јас слободно ќе ви кажам дека ние никогаш нема да направиме ништо како професија кој ќе биде на штета на граѓаните и кој ќе биде на штета на здравјето на граѓаните. Значи слободно ви кажувам дека сето она што се работи во професијата, во сировините, во нашата држава, значи во нашата Македонија, се работи по највисоките стандарди што се прават. Немојте да имате никаква резерва во поглед на тоа дека правиме импровизации или дека работиме нешто кој не е она што значи европска наука и европска регулатива. Да прашам директно, дали ги рецензиравте проектите врзани за експлоатацијата на пример во Иловица? Ако се интересирате конкретно за тоа прашање, нашите професори, нашите врвни стручњаци од областта на рударството и геологијата беа вклучени во следењето на изработката на документацијата на тие објекти. И не само на тие објекти, но други објекти. Слободно ќе ви кажам дека документацијата која располага тој објект е на врвно ниво. Не можете вие да отидете во некој од банките, да кажеме, да барате пари, и што нема да бидат наши пари, тоа ќе бидат некои пари од некои банки. Тие нема да ја пуштат со документација која не вреди. Значи, таа документација мора да е направена по највисоките европски стандарди. Значи, јас зборувам за стандарди кои се применуваат во другите држави во Европа, кои што работат сировини. Ако ние како Македонија не сме кадарни да го правиме тоа, јас слободно ви кажувам, не треба да го правиме на штета на граѓаните. Не треба да го правиме на штета на здравјето на граѓаните. Меѓутоа, ви уште еднаш ќе потенцирам, сме кадарни да го правиме тоа и можеме да го правиме тоа. Можеме да ги хармонизираме односите на она што значи животна средина и она што значи ресурси. Дали сме кадарни и во ревизијата на реализацијата на проектите? Дали се почитуваат проектните задачи? Никој не ја брани државата да си ги своите инспекцијски органи активира до највисоко возможно ниво. Никој не ја брани, тоа е и обврска на држава да го прави тоа. И затоа реков ја, никој од нашата професија нема никакви замерки во поглед на тоа да биде подвргнато на највисока ревизија. Не се плашиме ние од тоа дека тоа што го пишуваме не е така. Значи, ние работиме по највисоки европски стандарди. Јас слободно ќе ви кажам дека знаењето кое е акумулирано на таа установа е највисоко знаење што постои во Европа, е компатибилна со било кој европски универзитети. Значи, она што значи... Прашам уште пак директно. Ова што го говорите, веројатно, освен во научните кругови, и е познато и на политиката. Владата, која влегува во објаснување, во смирување на страстите, побарала од вас став, ве вклучила во целата таа работа? Се вклучуваат нашите луѓе на повеќе дебати одат за нашите луѓе, меѓутоа мора да имате мислам предвид една работа. Диалогот е трпение. Значи, бара трпеливост од двете страни. Треба полека да се објаснуваат работите, полека да дојдеме до онаа хармонизација која ви реков дека е возможна. Возможно е да имате здрава животна средина и да имате ресурси. Тоа не е само привилегија на нас, тоа го прават и другите држави во светот. Не го правиме само ние. Затоа реков, исто легитимно е и другото прашање. Легитимно е и прашањето да не го правите тоа. И тоа е легитимно прашање. Да имате стратегија во која ќе кажете нема да се занимаваме со тоа прашање, да кажеме нема да се занимаваме со прашањето на металите бидејќи тие прават импакт врз животната средина. И тоа е легитимно, не викам дека не. Меѓутоа, тоа е прашање кој треба да биде генерална политика. И ќе работиме само да кажеме не металите или ќе работиме само одредени сировини кои прават помало влијание во животната средина. Никој од нашата сфера од нашата фела не зборува дека не се прави влијание врз животната средина. Меѓутоа, влијанието во животната средина се прифатливи и се на ниво такви како што наоѓаат во другите држави на Европска унија. И затоа реков, треба да работиме по највисоките европски стандарди. Ако тоа го успееме да го направиме, ништо не е легитимно, бидејќи сме тргнале да одиме во таа Европска унија. Ја мислам дека нема да ги хармонизираме само правната, да кажеме, легислатива, ќе ги хармонизираме и образованието, и науката, и економијата, и да кажеме и социјалните сфери, и индустријата, сето ќе биде подлежно на хармонизација. Затоа зборувам дека тамо кај сме тргнале, треба да имаме малце поголемо трпение и мислам дека полека ќе дојдеме до едно разбирање и меѓу она што значи животна средина и она што значи активисти во животна средина и она што значи индустрија и она што значи подобро живење на граѓаните. Сите мислам дека делуваме во насока на тоа да имаме
подобро живење, подобри услови за живот за младите. Мислам дека тоа е централното прашање. Мислам дека ако не води идејата за поквалитетно живење, ако не води идејата да отвориме работни места, ако води идејата да обезбедиме подобар стандард на граѓаните, мислам дека ќе најдеме решение во поглед на сите теми кои постојат во делот на она што значи денеска недоразбирање во одредени сегменти. Професор Макарски, професор Боев зборува за својот тим со разбирливи суперлативи и очекувања. Јас сакам вас како научен истражувач прашам, што значат вакви капитални истражувања кои траат со децении? Дали се формирате вие како истражувачи? Дали станувате конкурентни на пред светските истражувачки проекти или евентуално комплетни меѓународни тимови и така натаму? Да, секако дека добивањето на научни резултати кои што понатаму ќе бидат срочени во научни публикации, монографии, елаборати, ве ставаат на светската мапа на истражувачи, препознатливи сте во светот. Можам слободно да кажам дека на Институтот на хемија таа научна истражувачка дејност се гаи уште од времето на професорот Петров, потоа професорот Шоптреанов, академик Јовановски, Стафилов, Валентин Мирчевски и некои помлади генерации во кои што сум вклучени јас, и можам слободно да кажам дека мене минералите како предмет на интерес ме заинтригира уште некаде кон крајот на претходниот век, кога ми беше понудено да отпочнам со научно-истражувачката работа. Тука се разбира идејата потекна од академик Јовановски, сега дописниот член на академијата, професорот Боев, да бидат систематизирани сите минерали од Република Македонија и да им се фрли една научна светлина која што ќе биде препознаена во светот. Да, и тогаш било познато дека во Македонија има ресурси. Меѓутоа, самите фундаментални истражувања на минералите не биле на тоа ниво на кое што се до ден денес. Ние уште во тоа време прилично интересен наслов на сите публикации кои што се објавени, а се преку 100, од кои што повеќе од половина се поврзани со минералите во светски препознатливи списанија со импакт фактор, имаат лајт мотив Minerals from Macedonia и почнавме да ставаме од римско 1, па сега сме некаде до, не знам, 30 и некоја бројка. И потоа има уште еден наслов што конкретно асоцира на тематиката во таа публикација. И веќе и на конгреси кога има добар дел на препознатливи научници кои што на шал не прашуваат до која бројка планирате да стигнете. Тоа само зборува за тоа дека во Република Македонија навистина има голема бројка на минерали. Не сметам дека таа е окончана, дека и во иднина нивниот број скоро сум убеден дека ќе се зголемува, така што во целокупното постоење на Македонија во ова југоисточна Европа, можам да кажам слободно дека сме лансирани како една од државите која што има најголемо и распределено минерално богатство и по број и по количество. Така што дали сте вие како научни истражувачи континуитет и тоа е многу брендирани битно. македонски имиња, за да ја вулгаризирам работата, не мислите да си одите во услови кога овде добивате на одреден начин потенцијали да истражувате? Или дали сте конкурентни на светската берза на можни каптажи на вашите научни потенцијали? Видете, секако дека сме имале добар дел од нас покани да напуштиме држава и да одиме во странство, меѓутоа јас сметам дека може да се работи во услови во кои што сега нашиот институт, Природно-математичкиот факултет, со работката со Универзитетот Гоце Делчев, со работката со Универзитетот во Загреб, Универзитетот во Љубљана, Универзитетот во Белград, Универзитетот во Лајпциг, отвараат можност преку соработка, бидејќи денеска, видете, науката не знае за граници. Вие сте денес овде, утре може да отидете на друго место, целата комуникација оди по електронски пат и цело тоа творење, цело тој наплив на научна енергија е многу фасилициран, олеснат во ова време. Така што мислам дека се уште може да се работи во услови, иако се потешко, бидејќи во светот се издвојуваат
голем дел, процентуален удел од GDP на државите за истражување и наука, а кај нас, морам тоа да потенцирам, тие средства се само 0,2 конкретно за наука. Иако бројките кажуваат дека се поголеми, меѓутоа во тие средства влегуваат парите за високото образование. Професор Боев со право вели дека ние не можеме да се занимаваме со поливалентни научни истражувања, фундаментални науки, но барем во одредени области некаков меѓународен префикс имаме и тоа е добрата солуција. Двајца да прашувам на крај. Многумина велат ние правиме едната теза, правиме кадри за странските компании надвор од државата, нели? Другата вели дека домашните не ги цениме и по секоја цена ги бркаме. И третата, што е најважно, дека во овој момент ние имаме недостиг на стручни кадри и на кадри со вештини. Што вели ректорот? Сега од една на друга тема. Од прашањето во поглед на ресурсите, во прашањето во поглед на образованието. Така е. Не е лесно прашањето кога поставувате во поглед на она што значи образование во државата, во сите сегменти на неговото делување од предшколско, основно образование, средно образование и високо образование, бидејќи целокупниот систем на образование е врзан и тоа е еден систем кој не можете еден без друг да го раздвоите и да го гледате. Веројатно, она што значат, да кажеме, трендови во делот на економијата, сигурно дека приливот на странски капитал и отварањето, да кажеме, на странски инвестиции во државата бараат и одреден карактер на работна рака која е приемчива за тие професии и веројатно дека тука треба да се оди во реформа на средното образование, што значи дека ќе мораме да концептот на дуално образование што поскоро да го имплементираме како таков, доколку сакаме да обезбедиме квалификована работна рака за она што значат компании, бидејќи не треба да се доведеме во случај да отвориме работни места, а да нема кој да работи таму. Затоа реков дека веројатно концептот на дуалното образование е значаен концепт кој во секој случај ќе направи, да кажеме, еден квалитативен исчекор во поглед на тоа да се обезбеди квалификована работна сила за она што доаѓа во државата како отварање нови работни места, нови компании кои доаѓаат, бидејќи во секој случај неспорно е прашањето на зголемувањето на инвестиции во државата со она што се случува со она што значи амбиент во државата. Знаете и самите дека безбедносните системи се исклучително важни во поглед на што значи економија и тука нема дилема во поглед на тоа дека тие безбедносни прашања доколку се тргнат на страна, че имаме малце поинаков амбиент во поглед на она што значи економска состојба во државата и затоа реков дека и тука образованието треба да си го најде своето место во поглед на неговата трансформација која треба да следи. А прашањето е јасно како мислам многу едноставно. Мораме да ги акцептираме сите прашања кои постојат во демографијата во државата. Значи, намалена демографија, еден сегмент. Од друга страна, миграциите процеси кои постојат. Вие не можете да ги заборавиме. Тоа ако не ги зборуваме, не значи дека не постојат тие процеси. Значи, тие постојат и ако ние не ги зборуваме. Значи, сето тоа влијае на едно креирање на една образовна, можеби нова образовна парадигма која треба да се промовира во нашата држава во времињата кои доваѓаат што поскоро, бидејќи јас само еден податок ќе ви кажам. Во Македонија денес имате 50.000 студенти на сите универзитети. Тоа би се 6 државни универзитети, еден полудржавен, полуприватен универзитет и 19 приватни високообразовни установи. На нив имате вкупно 50.000 студенти. Европскиот просек ви е 50.000 на милион жители. Значи не треба многу да зборувате и да бидете да кажеме да правите статистички истражувања, да знаете што ви се случува со демографијата и што ви се случува да кажеме со миграциите. Бидејќи по она што го имаме како студенти, број на студенти не сме во некои европски просеци, него 50.000 студенти одговараат на некое жителство, некое друго, не. Затоа реков дека проблемот со она што ја разбивате заблудите дека имаме многу студенти и многу факултети. Не реков дека не ме разбавте. Реков дека бројот на студентите во момент е 50.000. Добро. А бројот на високообразовани установи е исклучително голем. Добро, ама има и една друга dimenzија. Толкав број и дури и така помал како што вие велите наспроти просекот на Европа. Зборува. А истовремено компаниите викаат нема кадри.
зборува дека сите тие што ги продуцираме или сите тие што студираат. Тоа зборува за фактот дека треба да се трансформираме. Дека не сме можеби некои образовни програми не се компатибилни со она што доаѓа на пазарот. Така. Значи не треба да правиме образование кое нема да им треба на младите. Тоа не е добро да се прави. Треба да се прави образование кое на младите им треба. Треба да се прави образование со кое тие ќе најдат работа не само на нашиот пазар, него и на целокупниот европски отворен пазар. Бидејќи сме тргнале во таа Европска унија и мора да рачунаме дека тие наши млади луѓе утре ќе побараат работа било каде. Значи треба да добијат образование кое е употребливо, образование на 21 век. Не треба да се криеме тоа да зборуваме дека можеби некои образовни програми не ни се компатибилни со времето. Затоа реков дека треба да се промовира новата образовна парадигма која треба да ги надмине сите овие прашања кои се во поглед на она што значи некомпатибилност со нашите трендови што постои. Значи мора да влеземе во такви реформи кои ќе овозможат дека ќе треба да работиме со секој студент поединачно. Значи мора да посветиме на секој студент доволно внимание ако сакаме да произведиме употреблив производ за пазарот. Значи мораме да го направиме тоа, да работиме со помали групи на студенти, со поголеми излези од универзитетите, значи да влезат одреден квантум на студенти толку што може да влезат во нашите високообразовни системи, али за да биде квалитетно многу голем, али да посветиме внимание, исклучително квалитетно внимание на тие млади. Значи да му дадеме образование кое е употребливо за времето во кое живеат. Да, во таа насока, јас би исто така би сакал да се надоврзам на размислувањето дека универзитетите мора да ги постават наставните програми да бидат во согласно со потребите на индустријата, на општеството, па дури ако сакате и на современото живење. Ние на Институтот за хемија добивме еден меѓународен проект поврзан со SWOT анализа, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Trends, каде што видовме кои се слабостите со кои што во тој момент ние се соочуваме и изнаоѓавме начини, мислам дека далеку ги подобривме наставните програми во однос на потребите на фирмите кои што имаат потреба да ги акумулираат дипломираните студенти по хемија. Значи доаѓаа представници од голем број на фирми кои што имаат потреба од дипломирани хемиски инженери, ни дава некои укажувања, ги следевме светските трендови, така што направивме големи Тоа би значило дуално образование во високо образование. Да, секако дека тоа е неопходен исчекор доколку ние сакаме тоа врзување што е тенденција во западните пазарни економии на реакцијата на пазарот на работна сила и универзитетите. И во таа насока можам да кажам дека имајќи го предвид одливот на кадар, особено на најдобрите студенти, имајќи предвид дека не може да остане на универзитетите, барем во последните 7 години на Институтот за хемија не е вработен ниту еден млад истражувач. Кога одат надвор да им бидат нострифицирани дипломите, практички тоа се случува без никаков проблем. Значи задоволни се во Австралија, во Америка, во Канада, без проблем во Шведска, нострифицираат дипломата која што е од ПМФ без никаков проблем од страна тамошните власти. Така што сметам дека се уште држиме чекор како универзитет Свети Кирил и Методи со современиот дострел. Добро, поштовани гледачи, тоа беа вечерашните гости, ректорот на Штипскиот универзитет, на Универзитетот Гоце Делчев, Блаже Боев и универзитетскиот професор Петре Макрески од Хемискиот институт во Скопје, кој на оден начин е, и ја тоа слободно интерпретативно го велам, расадник на академици со оглед на истражувачките проекти што ги изработеа, после ова капитална енциклопедија на минералите во Македонија следува и Алшар, светско природно наследство, во кој речиси иста екипа, и веднаш да ја прочитам уште еднаш, академик Григор Јовановски, дописниот член Блажо Боев, Трајче Стафилов, Петре Макрески, Владо Матевски, Иван Боев се дел од екипата, уште не знам кај минералите, кои ги придонесоа на пазарот на научните истражувања состојбите со истражувањата на природните ресурси и суровините и минералите во Македонија. Нарочно не се задржав на прашањето кое помалку веројатно сите го очекуваат, а тоа е ќе ја биде и ловица или нема да ја биде, но ми се бенди са една би рекол една фина забелешка на професор Боев дека
со толерантност може да се спојат контроверзните сваќања и трпение. Тоа трпение малку ми делува христијански, што може би е добро. Па ние во нашата суштина сме христијани и мислам дека треба да бидеме трпеливи. Па уште еднаш ќе споменам, гласот на народот е исклучително важен момент. Мора да го слушате гласот на народот. Гласот на народот е тој што не води. И јас го слушам гласот на граѓаните во рамките на овој мој граѓански форум. После вас, поштовани гледачи, доаѓаат вашите минути, јас ќе ги ослободам, бидејќи професор Блажо Боев секој ден патува од Кавадарци до Штип, во Кавадарци живее, а мора да признаете дека вака достоинствено што одвои време од Кавадарци да дојде и во Скопје, и професор Петре Макревски. Вас да ве прашам, немате намера како brain drain да се оселите во Македонија? Па во моментов немам. Ама тоа во моментов многу ми е индикативно. Да. Со добра понуда во некое друго време, а? Ке видиме. Добро, благодарам уште еднаш и благодарам што бевте љубезни и што дојдовте во отвореното студио. Малку реклами, а потоа ќе се вратиме со граѓанскиот форум. Имаме уште едно 15 на 20 минути. Во една динамична форма е тема која медиумите ја џвакаат, ја преџвакуваат, а тоа е дали Иванов на 27 април, на денот на оние настани кои се третираат како својден политички, па би рекол и институционален пуч, ќе се одважи, ќе се дрзне, ќе направи последен потез со катаклизмични последици да направи амнестија за осудените за 27 април. Уште еднаш благодарам, бидете стрпеливи да ги ослободам гостите и продолжувам. Вие, малтер, не бледе, не старее и не менја бојат со години. Ја не верувам. Најмалку 2 квадрата покрива повеќе од другите. Не верувам. Бре, невероvatен ти. Море, иди, земи, пробај па кажи. Што е најважно од се, многу е цврст. Мајсторе! Стварно е цврст. Не пробувајте, верувајте. Хромос светлост. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Предупотреба